бидат добро информирани, нели тоа е првата и основна работа кога се соочуваме со нешто непознато. Може да се забележи дека многу автори го посочуваат COVID-19 како една од 10 најголеми пандемии во историјата на човештвото. Конкретно, колегите од Соединетите американски држави, психолози и психијатри, например, велат дека таму се случува веќе историски пораст, значи најголем во историјата пораст на анксиозно-депресивните состојби. Сега, ако погледнете, практично, едни вакви два факти, ако погледнете колкава е бројката на заболени луѓе од ваквиот вирус, на починати, значи какви се компликации се случуваат, дури по прележувањето, преболувањето на истиот овој вирус, практично станувате свесни дека се соочуваме со нешто многу сериозно, нешто што воопшто не е наивно, на кое треба исто така сериозно да му се пристапи. Од тука доаѓа и важноста на одржување на таа социјална дистанца. Децата секогаш учат прво од родителите. Значи, родителите се првите модели за идентификација со кои детето доаѓа во контакт. Така што апсолутно имате многу голем број на потврди и во теоријата, и во практиката, и во емпиријата, дека тоа што го прави родителот го имитира и го прави самото дете. Од тука, ако сакаме децата да се однесуваат совесно и одговорно, прво ние како родители треба да бидеме таков модел, значи да се однесуваме совесно и одговорно. Ако моето дете ме гледа мене дека носам маска, многу е поголема веројатноста дека и тоа самото ќе нема да даде отпор или ќе посегне по тоа дека треба да носи маската, или ако ме гледа дека јас ги дезинфикувам рацете секогаш кога ќе влезам во затворена просторија, а тоа по автоматизам ќе почне да го прави истото. Сега кај повозрастните веќе, кај адолесцентите, кај младите, тука имате многу повеќе простор слободно да избираат, во смисла на тоа дека избираат по принцип на своите вредности што ги имаат, нели ставови што ги имаат, верувања кои што ги изградиле. И затоа е многу важно рано да се почне, значи веќе од најрана возраст со гледање на позитивни модели. Треба да се воведе, да биде дел од, има предмети како што е граѓанско образование, значи има предмети во средните училишта како што е самиот предмет психологија, каде има етика во основните училишта, значи и во средните, мислам. Така што тие предмети можат апсолутно да се искористат за учење за тоа што е лична одговорност, што е одговорно однесување, што е колективна одговорност. Меѓутоа, знаете како, едно е теоријата, друго е практичното однесување. Сепак многу помоќно е кога ќе видите со своји очи модел како треба да се прави, не само дома, туку и во околината, затоа што многу пати во адолесценцијата знаат да кажат па сите така прават, зошто јас да морам да правам нешто поинаку и ништо посебно лошо не им се случува или никој не ги казнува и така натаму. Значи, примерот е пред се. И дома, и она што го гледаат надвор, и она што го гледаат на медиумите. И ако тука имате една конзистентност и една стабилност во однесувањето, ќе биде потоа многу полесно. Наставно, ќе ми биде непријатно да не носам маска во простор или во просторија каде сите други носат маска.